Наплатата е добра, значи секојдневно видна навика кај луѓево, тоа е што располагаме со тие паркинг места, моментално немавме проширување. Никакви тие што ги имаме, наплатата си е одлична, можам да кажам максимална наплата имаме во делот на паркирање и како што кажав минатата година кога дојдов на оваа функција овде како ВД директор, кажав дека во 2025 година ќе го започнам процесот за пуштање на без зона од дел по дел, каде што деловите се кај училиште Бајрам Шабани, дел Октомвриска и како што сум рекол и тоа ќе го исполнам во 2025, почнуваат полека процеси за правење на довршување на делот проекти кои што не биле завршени, така да тоа можам да кажам дека до крај на оваа година тоа ќе го направам и дел по дел. Значи не може се одеднаш, бидејќи тоа бара финансиски средства бара за изготвување на тие нацрти и проекти, бидејќи ќе бидат нови нацрти. Во делот на пајак службата, моментално сме со еден пајак, бидејќи мораше едниот да иде на сервис, така ја сервис на едно пајак возило трае повеќе од 20 дена, така да за жал тоа е голем проблем кога ќе сме со едно возило, бидејќи 50% се намалува кревање на возила. Апелирам и до граѓаните и до сите, значи да малку да водат ред околу паркирањето, бидејќи е тоа дел за знаеме и свесни сме дека тоа е, толку имаме капацитет за паркирање, буквално и за дивите паркинзи, и за нашите паркинзи, капацитетот е толкав да водиме ред, бидејќи нашата задача не е да ги казнуваме, најмалку сакаме да ги казниме или да им го земеме возилото, па да утре да викаат по нас дека тоа сме го направиле. И тоа. Prosječno колку возила се крева на дневно или на месечно ниво? Па на дневно зависи, значи од 25 до 40 возила, зависи од метежот во сообраќајот, бидејќи едно возило се крене, му треба време да отиде до депо, да го истовари, да го врати. Тоа. И колку паркинг места ќе има дополнително со проширувањето на без зона? За колку вкупно паркинг места? Станува збор доколку, значи планот е првиот дел да се започне од делот кај училиштето, бидејќи веќе за таму имаме готов проект, училиштето Бајрам Шабани. Таму се очекува негде околу, од прилика, го чекаме проектот да го завршат, околу 5-60, мислам дека така беа паркинг места. Точната бројка ќе знаеме кога сообраќајните инженери ќе направат целиот план, за да бидејќи треба да направат аголина, вртење и да не навлегувам во нивните работи. Дали направивте една анкета со граѓаните, бидејќи знаеме дека имаше проблем со жителите на Октомвриска револуција, не дозволиле таму да се направи без зоната. Каква е сега ситуацијата и дали со таа без зона ќе може да ја користат само резидентите, како пример што е во Скопје, или ќе може да се паркираат и други граѓани? Во делот за Октомвриска, поточно, значи имаме негодување со делот граѓани и затоа тоа ќе го оставиме у другиот дел на пуштање на без зона во делот на Октомвриска револуција, бидејќи реално некои сакаат, некои не сакаат, но заедно со договор со општината и со СВР Куманово тоа ќе го изреализираме. Кога? Не знам, почнуваме дел по дел, кога ќе биде, не можам да ви кажам.